Нашето прашање до Зоран Заев е следното. Кога имал средба со Седат Пекер надвор од Скопје? Имал ли македонскиот премиер повеќе средби со турскиот контроверзан бизнисмен баран преку Интерпол? Пекер преку видео порака пресметувајќи се со турските власти, кажа дека бил во домот на Заев. Опозицијата пак прашува кога се сретнале и надвор од Скопје. Иако претходно Заев демантираше дека се сретнал со Пекер, неговото видео, како и прашањата на опозицијската ВМРО ДПМН, фрлаат ново светло на случајот мафија. Второто прашање до Зоран Заев е колку од советниците на Зоран Заев во неговиот кабинет оствариле средба со Седат Пекер. И нашето трето прашање е со кои високи функционери од МВР октомври 2020 година Седат Пекер имал средба во хотелот Буши, за што е известена и Агенцијата за национална безбедност. Според ВМРО ДПМН, Заев мора да одговори на овие прашања со цел расчистување на ситуацијата околу тоа кој дал налог за издавање на 214 пасоши на наркобосови од регионот, кои се барани со меѓународни потерници, меѓу кои е и Пекер, кој тврди дека имал средби со Заев. Ya biz 3 gün vize ihlali yaptık diye biz Sedat Peker'iz, o ülkenin başbakanını tanıyorum ya. Evinde misafiri oldum Makedonya'nın. Diğer parti liderlerin hepsini tanıyorum. Ya ben 3 gün ihlalden dolayı deport aldım, onu kaldıramıyorum. По ова видео наред сега обвинителството, дали ќе го повика премиерот на информативен разговор или пак ќе отвори предмет по допрен глас. Ги прашавме, но одговор до овие вести не добивме. Инаку Турција го бара Пекер за убиство и трговија со дрога. Додека турските органи на прогонот го бараа, тој долго време патуваше слободно во нашата земја, одржувајќи бројни средби за политичари, функционери. Во јануари годинава полицијата го уапси, но за кршење на правилата за краток престој и го протера од земјата. А потоа беше обелодената аферата со издавање на пасоши со тук идентитет на светски криминалци. За оваа афера беа уапсени неколку лица, претежно шалтерски работници во МВР, кои признаа вина и добија затворски казни. Но во јавноста барем за сега нема информација дали истрагата е проширена и дали некој од високите ешалони на власта им давал насоки на службениците да даваат пасоши со туѓо име, како на пример на Пекер, кој добил македонски пасош со име Џади Мадемовски.